Звучни адвокатски имиња од Штип на списокот на големи должници на државата. Според последните податоци од УЈП, објавени јавно на листата на неплаќачи, се дури 12 штипски адвокати кои во градот важат за успешни. Повеќето од нив се со свој дуќани, скапи автомобили и убави куќи, но и со долгови од 2 до 12.000 евра, пари кои по разни основи не ги уплатиле во државната каса. Сите заедно на државата и должат околу 100.000 евра. Најмногу неплатени долгови штипските адвокати имаат за ДДВ и за персонален данок на добивка. Ова за повеќето сиромашни граѓани, но редовни плаќачи е голем срам, зашто адвокатите се многу принципиелни кога ќе треба да си го наплатат своето од клиентите. Да се платат, како пари знаат да земат, така треба да платат. Како ние се плаќаме се? Треба секој што држи нешто, секој да плаќа, и адвокати, они ќе тоа одерат. Една молба да направиш 1000 динара ти земе. А данок не плаќа, треба да плаќа. Треба да плаќат, кој може сите да плаќа данок и он треба да плаќа. А дека адвокатските услуги не се ефтини може да се види од нивниот тарифник. Според него, во зависност од услугата, адвокатите наплаќаат и различна сума и тоа. Запишување поднесок наградата е од 1000 до 30.000 денари, за работни спорови 7.000 денари, бракоразводни парници 7.000 денари, правно мислење и анализа 9.000 денари на час, за спорови во Страсбур 60.000 денари, а секој нареден поднесок или рочиште се наплаќа по 15.000 денари. Останатите услуги се наплаќаат со дополнителни 20 до 70% од првичниот надоместок. Се во ова, кај народот за адвокатите создава слика како за богати луѓе, односно како за луѓе кои давачките можат да си ги платат. Секако има и такви кои тоа редовно и го прават.